Едно место е празно во сооблекувалната на фудбалскиот клуб Шкупи. Многу пати заедно прославувале победи, но денес е тивко и се слуша само шумот на свеќата пред дресот со бројот на Андреј Лазаров. 19-годишниот фудбалер трагично го загуби животот во пожарот која зафати дискотеката во Кочани. Веста ги парализираше и соиграчите, и навивачите, и целата фудбалска заедница. Да, ни кажа дека ќе оди и нормално му рековме, оди се убаво да си поминеш. Не ги имам видено моите, рече, неколку време, кога да ми мојата фамилија да ја видам. И ето, после тоа се случи тоа што се случи. Генералниот директор се присетува на првите моменти. Јас бев во Турција, првите вести ги видов на Твитер дека ваква трагедија се случила во Македонија. Немаше информации тогаш за повредени или загинати играчи или други. Потоа дознав дека 51 лице загинало, голема трагедија. Подоцна дојде вест за Лазаров. Се дозна дека бил во дискотеката, потоа рекоа дека е во болница и дека е добар. Се разбира, бевме тажни не само заради Лазаров, туку за целиот народ на Македонија и до целото човештво изразуваме сочувство. Додека чекавме за Лазаров дека ќе добиеме убави вести, дојде вест дека почина. Во Турција веднаш барафлети со првиот лет дојдов тука затоа што од душата ни отиде душа. Една минута не можев да седам таму. За нас тој беше посебен играч. Андреј, млад фудбалер, надежен играч и уште поважно, пријател, брат, синоним за тимски дух, го загуби животот во трагедијата што ја потресе цела држава. Дискотеката во Кочани изгоре, а со неа згасне животот на момче и соништа што току почна да се реализираат. Лазарови ishte një djalë shumë luftarak, si në fushë dhe jashtë fushës. Një djalë shumë i mirë. Со Андреј секој ден последните 2-3 месеци одевме заедно на тренинг. Заедно јадевме, заедно кафе пиевме, се дружевме, излегувавме заедно. Еден убав однос имавме, пријателски, братски и ќе остани дел од мене тој однос секогаш. Ќе го паметам. Андреј се спасил, но се вратил во огнот за да спасува и други. Во карактерот и на теренот со борбен дух беше нешто што нас целосно не опишува. Многу го сакавме него. Сега помеѓу нас не е, но ние се уште не веруваме, затоа што на теренот неговиот борбен дух на Лазаров тој ден таму го запре човештвото. Тамошните луѓе за да ги спаси повторно влегол внатре и се борел и не од изгореници, туку од задушување починал. Тоа е голем карактер, тоа е големо нешто. Нека име на сите лес на земјата. На денешниот тренинг играчите не вежбаа, седеа во тишина. Некои се молеа, некои го гледаа дресот, други само гледаа во празно. Никој не зборуваше гласно, но сите мислеа на исто, на Андреј. Normalisht, humbi Lazarovit në ekip, normal do të vëret në ekip, se siç thash, Lazarovi ishte një lojtar luftarak, që luftoi në fushë. Kjo humbje do të na dhem jo vetëm klubit, po të gjithë ligës së Maqedonisë, të gjithë anë mban kush e njoh Lazarovin. Kjo është jeta, sot je, nesër nuk je. Dhe ne duhet të bëhemi sa më të fortë, të gjithë si ekip dhe të gjithë që na kanë mbetur këtë ndeshje të ardhshme, shpresoj të gjithë ekipat të luajnë për Lazarovin. А во спортот се учи да се победува и да се губи, но ваква загуба не се учи. Се носи во срцето и таму останува за секогаш. Договорот ќе продолжи, се уште е наш играч.